Последниме половина час, колку што не држи време, ќе ги резервираме за култура и едни нови избеднувања и нова табула раса на археолошкиот музеј на Македонија. Драго нешто ни пристигна информацијата како приказна дека ова на некој начин ќе детектира еден мал проблем за непосета кај младите, можеби, или да имаме таа катадневна, можеби, наша обврска. Добра навика. Навика, да, за археолошкиот музеј, кој што беше всушност и домаќин на еден ексклузивен настан, што овие две дами всушност имаа прилика вчера да бидат и таму делот како протагонисти, како дел од оваа приказна, а денес ова не знам, веројатно е ваш прв јавен дискурс можеби по настанот. Веројатно ќе имате една медиумска турнија периодов. Инаку музеот како живо место, работен наслов што всушност беше и поидовна точка во реализација во соработка со Reset Experience и Art Room, нов концепт вели на доживување на културно наследство, спојувајќи и историја, модерна уметност и познати личности од јавен живот. Така една рафинирана, убава атмосфера, која што ќе предизвика, се надам, понатаму и од тоа што вчера го доживеавте, мал притисок, ајде да речем, кај јавноста, за да се посети и во случајот и археолошкиот музеј. Настанот имаше прилика да го отвори токму нашата Нина, и поддржаш на иницијативата, пошто следуваше и презентација на археолошкиот музеј Росана Јанков. Така што вие те дами денеска за оваа приказна, која што ќе носи една, како што кажав, и нова табула раса, и можеби една нова епока на нашиот археолошки музеј, кој што е еден бастион на културното наследство за Скопје и Македонија. Добро утро. Добро утро. Со импресии од Милано, направивте една обиколка. Јас имав прилика вчера да ги погледнам фотографиите и претпоставам дека тоа беше и воскит на една неверојатна европска престолнина, ама на некој начин да нотирате некои работи, па да може да се пресликат вака прагматични, да останеме за археолошкиот музеј. Ова мислам дека ќе биде потик и генерално музеите да доживеат некоја своја следна, можеби, експанзија кај македонската јавност. Апсолутно се сложувам. Првенствено ви благодарам за поканата што сме ваши денешни гости. Одамна не сме вака средба. Си воциравме, Росана, убави спомени тука од ова студија. Мене ми е многу драго што после 8 години има можност да се видам повторно со емисиите каде што континуирано како моја професија, нели, во изминатите години бев актуелна и предпознатлива во тоа што го работе во тој период од таа моја животна фаза. Сега во својство како лице за односи со јавност, пиар, маркетинг, како сакате наречете го, во Националниот археолошки музеј ми беше една голема привилегија, на одлична можност да прифатам да бидам дел од тој прекрасен тим. Поздрав до целиот тим на археолошкиот музеј кој верувам дека не гледа утрово. Марко кажа една прекрасна и фантастична најава за нашиот музеј. Всушност, нашата тенденција на овој скромен настан, ќе го наречам, бидејќи е прв од ваков тип, од малку поинаков, да кажам, концепт, кој се разликува и е поразличен од она се што се случувало претходно, но благодарение на нашата прекрасна директорка, која е премногу амбициозна и направи една фантастична годишна програма, каде што музеите ги отворивме за јавноста, да бидат динамични и да бидат отворени за сите категории на посетители. Специјален поздрав упатувам до господја Магдалена Манаскова, таа е директор на Националниот археолошки музеј и ни овозможни и ни даде целосна доверба да направиме нешто што ќе биде во чекор со светските трендови. Она што Марко го напомена, дека ние бевме на приватна режија, да си го посетиме Милано по повод великденските празници. Ние покрај уживањето и задоволството кој сакавме да го доживееме тој град, ги посетивме и незначајните 4 музеи што беа тамо, но со оглед на тоа дека музеите во понеделник праксимат не работат. Имавме брилјантна идеја, благодарение на Нина, Reset Experience, Art Room, каде што еве и јавно му се заблагодарувам на уметникот Бранко Манчев, кој навистина премногу се вложи во целата оваа приказна да биде на така едно повисоко ниво, да кажеме. И тенденцијата на целиот овој настан, на целата оваа приказна што ние направивме музеот да биде живо место, мислам дека се кажува. Она што како локално истражување го имаме и во како метафора и како реална трансформација. Мислам самиот слоган или да наслов ќе кажеме дека е... Да, значи целата приказна што ја направивме беше дека музеите, првата асоциација за археолошки музеи
значи еве тргнувам лично од себе, нели, култура, културно наследство, витрини, дебели стакла, експонати. Толку да, не е баш јасна сликата. Верувам дека Росана вака ги доживуваат музеите, особено археолошкиот и помладата генерација кај нас. Значи не ги делам на млади и возрастни, да. Едноставно перцепцијата е таква. Перцепцијата е така. Токму овој настан беше да се промени перцепцијата и погледот кон музеите, затоа што јас сакам во мапата на сите граѓани и во нивната агенда да одвојат простор и време да го посетат, акцентирам, нашиот археолошки национален музеј, затоа што навистина кога ќе дојдат, јас прв пат кога го посетив, јас бев воодушевена, бидејќи фасцинантен, апсолутно е фасцинантен. Грандиозен, значи брилијантен, значи тоа е едно живо место каде што Нина кога ја поканив да биде гостинка на Националниот археолошки музеј, каде што ми кажа кога случајно некогаш поминала и си направила некои фотографии, па влезе и рече јас ќе останам да го разгледам музејот, да направам нека фотографија, Нина остана можеби 3 или така нешто, 2-3 часа, и кога ми го кажа тоа, ми беше очекувано. Пораката која сакам јавно да ја упатам до граѓаните е дека во нашата агенда, тргнувајќи од мојата и на сите граѓани, е во нашите агенди, особено Цецо, ова важи за тебе, како мајка, да го посетите Националниот археолошки музеј, бидејќи ние секогаш имаме време за кино, за нели социјален живот, но не знам зошто македонската публика нема пракса да доаѓа во музеите. А една работа ќе се сложите, бидејќи секоја наша посета, бидејќи нели како велат, кога влегуваме во една нација и културен шок, тоа ни е некако влегување во чеблина на еден друг културен идентитет. Ке се сложиме, вие сте го посетили Милано. Прво нешто, во главната артерија наша или рута на посетување на било кој европски или светски град, метропола, е музеј. Не може да го прошеташ, да влезеш во Милано, а да не влезеш во музеот и дома. Не можеш да не отидеш во Прада, не можеш да ги видиш експонатите на Армани. Тргнуваме дека гледаме во Европа, треба тоа да биде тенденција и во нашиот град или во нашата културно наследство, затоа што директно и ние сме биле некој пат повторно во минатото некакви мали амбасадори, да се посети Скопско кале, Матка и така натаму. Ама сме ги избегнувале можеби случајно или намерно или посетата. Пак ќе кажам, археолошкиот музеј во срцето јадрото на Скопје, тоа треба да биде точно главна артерија или како кажам рута која што треба да биде. Нина да ни сподели како си помина за прв пат во археолошкиот музеј кога се задржа повеќе од предвиденото. Обсервација. Да. Морам да бидам искрена и да споделам со вас дека како и сите останати млади во нашиот град, некако археолошкиот музеј не го доживувавме како место за време да се помине нели слободно. За жал тоа е перцепцијата. Тоа е вистината. Најчесто се појавуваме пред археолошкиот, иако не знаеме дека тоа е археолошки музеј. И тоа го забележавме и вчера пред настанот, дека доаѓаат и земаат фотографии за венчавки, јас правев тоаш и модни фотографии. Имав некое слободно време од половина час и така случајно забележав дека многу странци влегуваат во археолошкиот музеј, што тоа е пракса кога ние сме странци во други држави. Така е. И се реков да го посетам, да го видам и навистина се воодушевив во тоа што се ние посадуваме, а не сме запознаени со... Да, не сме ни свесни дека низ цела Македонија како се носеле луѓето, како живееле. Јас лично се восхитив многу од накитот, лична перцепција, што носеле, како се соживувале, се гледа дека во секој едно парче што е таму изложено има длабока емоција. Да. И што се случи, односно да го обсервираш модниот свет во некоја доба или епоха животна, да речем. Генерално уметноста би рекла. И вчера всушност профилите кои беа поканети од различни профили нели на јавни личности кои нели целта тенденцијата беше да ни помогнат во што поголема промоција, да стигнат до повеќе категории, инфлуенсерите до младата популација, јавните личности до нивните целни групи, сега гостувањата по вашите емисии низ македонските медиуми каде што ќе поминеме и ќе бидеме гости. Целта наша е да представиме дека музејот навистина е живо место. Она што јас сакам да го кажам и да го напоменам дека во годишната програма на Националниот археолошки музеј, таа е навистина многу амбициозна.
динамична. Темелот е нормално дека ние мораме да ги следиме нашите правила, дека културното наследство и така натаму е значајно. Она што ќе биде белег за 2026 година е Скопското кале како клучен проект во програмата, но имаме многу едукативни работилници и всушност целта е дека музеот треба да го направиме мултикултурен центар, каде што ќе имаме различен вид на посетители, ќе биде отворен за целата македонска јавност. Значи, фактичка состојба е дека имаме голем број на туристи, голем број на ученици, кои веројатно им е тоа во програмската агенда на образовниот. И добро што е тоа така, затоа што од рана возраст треба да им се соложувам комплетно. Покажат некои работи кои што се значени за земјата. Ние како археолошки музеј имаме стратешка позиција, сме во центарот на градот. И тука поминуваат, најчесто, како што кажа Нина, се фотографираат, прават модни фотосесии, меѓутоа јас ги упатувам јавна покана да влизат внатре и внатре имаат каква добра фотосесија за добра. Иако мора да признаме сериозно за најчести модни едиторијали се користи, бидејќи нели фасцинантна е самата архитектура на археолошкиот музеј. Кога ги споминуваме артефактите, веројатно најдобро промоција може да се направи од тие витрини. Ќе потсетам и во вашето соопштение, златната маска и рекавица од Охрид. Дали можам да ти кажам? Слободно. Кога влегов во музеот, првото нешто што ме импресионираше беше тоа. Тоа ќе остане за секогаш во мојата врежена меморија. Значи, тоа во архискиот период представувало синоним за погребни ритуали на благороднички семејства. Семејства, така е. И јас кога го видов, тоа бе фасцинирана, викам дали е ова можно. Тоа потекнува од нашиот древен Охрид, кој нели е, како да кажеме, Ерусалим на Балканот. И кога го видов тоа, јас бев навистина превоодушевена. Но она што би сакала да го потенцирам и она што никаде во светот го нема, кога ќе кажам нешто дека е фокусот го ставам на тоа и дека е ексклузива во нашиот археолошки музеј, тоа е на Виничкото кале се откриени икони кои се карактеристични и во таков вид и во таква форма ги има само изложено во нашата поставка во нашиот музеј. Археолошки. Навистина сметам дека нашите граѓани кога ќе дојдат и кога нашите кустоси ќе им ги објаснат сите овие историски приказни, како настанале, значи 74-та година, како при градежни работи е најдена структура и така натаму. Сето тоа покажува и укажува дека ние навистина имаме богата историја и сме биле богата нација, бидејќи како што спомена Нина, значи има многу убав накид, толку многу инспиративна уметност и мене ми беше многу интересно од една страна, а од друга страна ми беше голем предизвик да видиме утре вчера како нели ќе го пренесат на платно јавните личности, а денеска, значи каква ќе биде импресијата. Јас од вчерашниот настан добивме, еве и Нина тоа може да го потврди. Значи, сите што дојдоа, јас веќе го споменам, Игор Стефановски Иџе, тој е нели македонски спортист, амбасадор на нашата земја, каде што го црташе нели штитот, бидејќи нели тој е карактеристичен за спортистите. Добро. И кога го праша Нина дали сте биле во археолошкиот музеј, рече не, прв пат доаѓам, но има многу гости странци кои доаѓаат. Но нема да реков, Јас реков, ете, имате одлична можност, повелите да видите наш гостин. Морам да признам, не би сакала да ги сега потенцирам со имиња и презимиња. Голем дел од гостите може би прв пат дојдоа во нашиот музеј и навистина сметам дека сите заминаа со радост во срце, да. Фасцинирани беа од целата таа атмосфера, што нас не даде поттик. Овој мал чекор што го направивме, може би е многу миниатурен во таа голема плејада која ја има директорката како концепт за археолошкиот музеј. Се надевам дека во иднина ќе имаме можност, ќе оправдаме укажаната доверба, да направиме нешто многу повеќе. И многу поголемо, каде што ќе вклучиме и повеќе целни групи и ќе направиме различни проекти
и ќе бидеме во чекор со глобалните трендови, затоа што целта на музеите да ги направиме да бидат мултифункционални места каде што ќе бидат, каде што ќе се живее. Јас може само да кажам околу вештачката интелигенција, Марче, тоа морам да ти го кажам. Кога јас ја добив можноста да бидам дел од археолошкиот музеј, нели ги следам глобалните трендови, нели како нов човек кој е дел од тој тим, сакав да направам една презентација која ќе биде врз основа на агрегаторите на вештачка интелигенција. Јас изгубив 6 часа да подготвам една PR стратегија, маркетинг стратегија за археолошкиот музеј, бидејќи текстот агрегаторот го дава, но ги менува сликите. Таман едно ќе подредиш, другото се променила. И тогаш констатирав и дојдов до личен заклучок дека вештачката интелигенција е супер глобален тренд, сите зборуваме за тоа и сето тоа јас го поддржувам тој глобален тренд и така натаму. Меѓутоа во музеите не секогаш глобалните трендови, она што е актуелно во моментот, се практицираат и може да бидат корисни. Јас заклучив дека сепак музеот е живо место. Имено и ехо на една историја на еден народ. Ниноч се познаваме долги години. Прво, многу не драго што гледаме една дама како една своевидна еволуција и приказна. Вистина си мостот помеѓу младата и нова генерација. И вистина се го ситуаме и добро е што ќе бидеш на некој начин и промотор на една приказна, исто како и вчера. Верувам и во твојот ресет и во се она што ќе следува можеби од твоите следни и животни проекти, ќе биде промоција на културното наследство. Ќе се обидуваш сигурно тоа. Секако тоа и беше целта, бидејќи кога бев лично восхитена од просторот и она што се има во археолошкиот музеј, бев и така мотивирана да направиме спојка на ресет на луѓето кои што се цело време и вие вклучително, па и ние зафатени со обврски и во текот на денот многу работи не очекуваат каде што треба да сме во разни улоги, па паузата која што ни е потребна, времето убаво и квалитетно да го поминеме е еден од начините посетата на археолошкиот музеј и некако спојката заедно со Арт Рум да се црта, да се подраскажени, бидејќи спомена Росана, Иџе го цртал штитот. Вчера има можност многу лица да бидат дел од настанот. Која беше идејата и замислата, односно што тие сликаа? Каква беше замислата? Замислата беше многу едноставна. А кога сме веќе таму присутни, сакавме малку да паузираме, да се конектираме со луѓето. Имавме и диџеј и виолина, значи го направивме културното место малку да е кул за младите, футуристичка за тековните трендови и некако да можат да се посветат на да се фокусираат кон себе. Значи сме многу фокусирани надвор, сега кон себе, а патеме и се информираме и дознаеме нешто повеќе за нашата историја. Цртањето ми беше еден вид канал, еве така да речеме, каде што тие ќе се спознаат дали знаат да цртаат или да не цртаат. Значи, ако некој, можеби, како помали, сме имале таков талент, па сме го запоставиле, бидејќи многу од нив, всушност ми кажа дека сакале да цртат и тоа да им е примерна професија. Процес, и да не мора добро да си многу добар во тоа. Драгана Клопчевска го спомена тоа дека животна желба е било да биде уметник, но татко и ја спречил во тоа и си исполни желбата. Културно искуство и многу лекции уча за себе, животни лекции на кои што ги потсетуваме па и на детството. Така што еве ова нека биде еден потик и мотив за нас да не застанеме овде. Мислам дека и многу луѓе ни пишаа дека сакаат да се дел од ова, да го искусат, па ќе размислиме за понатаму да има второ. Само нека биде само прво поглед. Сигурно може календарски среди ќе направите повторни да го направите вистина едно живо место, ама никој пат не би кажале не и тоа денеска да ги искористиме сите медиумски субститути за да се поврзаме со младата популација, бидејќи денеска социјалните мрежи се веројатно мостот на каков начин некој пат па дури тенденциозна да е комерцијалната поддршка. Социјалните мрежи вчера под наводници, благодарение на оваа млада дама, каде што јас навистина сум многу благодарна од моје лично име, од име на Националниот музеј, каде што таа навистина премногу се вложи. Ние сме познаваме многу долги години, јас ја доживам како моја ќерка, бидејќи ние претходно соработувавме во институцијата каде што претходно работев и беше сакав да биде моја замена практично.
И јас сум многу горда на вакви млади луѓе, млади кадри, кога од едно малечко девојче таа настана сега ни наред ја доживуваат како Долго се звездетина. познаваме, така што не се сомневам во потенцијалите. И сакам да напоменам, значи многу и се заблагодарувам, бидејќи случајно ја поканив кога за 8 март, кога практично во тој временски период и почнам да работам во Националниот археолошки музеј, ја поканив да дојде на 8 март колку да го посети, да го види, да направиме малце да нешто да се случува во тој дел. И Маја Гроздановска Панчева, јавно им се заблагодарувам, кои ми дадоа голема поддршка во тој период, а Нина безусловно ја дава поддршката и да продолжиме понатаму. Се надевам дека ова нема да биде единствен проект, ќе имаме многу проекти и, како што кажав, се заблагодарувам на сите кои безрезовно не поддржуваат, кои се нашиот ветер во грб, а во односот на социјалните мрежи, Марче, вчера бевме толку многу актуелни. На ниво на задача што Мислам дека Тоа е новото време и мора да се искористи. Да, јас се надевам дека нема да бидеме досадни, бидејќи премногу објави имавме и благодариме на сите медиуми кои ги споделија информациите, особена благодарност до Лейла Сабит, вашата колешка која нели се занимава со уметност и сподели едно брилјантно интервју каде што го сподели овој настан, навистина неизмерна поддршка од сите добивме, многу голема благодарност и навистина многу ми е драго после 8 години кога ќе дадете ваква поддршка вие медиумите. Продолжете да работите, за да имаме и ние работа, за да имаме и ние кого вака јавно да го поддржуваме и да споделуваме убави приказни, затоа што ова е една таква. Да, имено ќе продолжите и со личните животни проекти, ама ќе се гледаме секако тука и за археолошкиот музеј.